Ајде, здраво живо на сите. Еве Психоманија, 11-та емисија, прва сезона. Денес ми е гостин колегата Игор од Полн погодок. И оваа Психоманија ќе биде полн погодок, бидејќи ќе се занимава со спорт и со политиката во спортот. Да, здраво Психоманија, здраво Боро, здраво колега, благодарам еве на поканата. Мислам дека денеска и да го организиравме денот не можеше да биде подобар и поубав. Тука сме во могила на непобедените во Прилеп, па еве некако и спонтано дојде самата емисија која некогаш спомнуваме политика, спорт, политика, па еве конечно до некоја мини реализација исто. Меѓу другото денеска и снимавме со джудисти во тоа джудо клубот Сейшин. Да. Кој што колку беше 6-та година поред. 6-та година поред снимаме со пауза по 2 години, 2018, 2020 и 2022. Меѓу другото, сите 6 години буквално од властите бараме, инсистираме дечкиве, значи клубов да добие една сала во Прилеп, за да може да тренираат, затоа што може да се каже дека е еден од најбројните клубови, спортски клубови во државата во сите спортови. Да, повеќе од 100 члена брои клубот, меѓутоа потребата за сала за боречки вештини во Македонија моментално е мисловна именка. Ми се чини низ текот на годините веќе ќе надминеме трет директор на Агенцијата за млади и спорт, каде често му се поставуваат тие прашања, климаат со глава, меѓутоа реализација и одговор никако нема. Како беше она? Те гледа и те праша што е ова? Да, значи ти го прашуваш дека има потреба, ти вика да. Доаѓа медал од Олимписки игри во таеквондо на сред пресконференција, дури и тренерите на Дејан Георгиевски беа прашани за потребата од сала за боречки вештини. Све е во план, да, ќе биде. Никаква реакција, буквално никако нема. Со овој проблем се затекнуваме, барем јас, трет директор на Агенција за млади и спорт, како ќе отиде, веќе ќе му заврши мандат, ќе дојде четврт, гласот на потребите за спортот не се слуша. И па, ја мислам дека во една прилика и јас бев еднаш со тебе кога баравме, кога директорот на агенцијата, нема да го кажам кој е. Добро. Мислам дека беше прв од овие тројцава. Добро, да. Кога кажа, зашто таа сала, каков? И токму така, беше момент на као, па еве сали се прават, има, меѓутоа не е исто сала и спортска сала за боречки вештини, и тука сме некаде далеку дека политиката поише се преокупира со сликање, со бирање поени. Со популизам. Да, популизам, и кој ќе има спортски успех, ела да се сликаме. Така. Мислам дека една грешка направивме тогаш со директорот. Добро. Што не му кажавме дека салата значи милионче на... Ако нема математика, нема сала. Па најверојатно така, пошто на 20 и нешто години човекот има 3 милиона. Добро, да. Најверојатно од интерес за спортски сали му се тие 3 милиона. Ова веќе кога го напоменуваме, ќе кажам еден факт. Ако моментално, еве гледачите на твојата емисија Психоманија, отидат на агенцијата на млади и спорт, значи веб страната, ќе видат момент или моментум кога ќе одат во капитални инвестиции, ќе видат инвестиции кои се направени пред 10 години. Така. И кога ќе отидете во Совет за спорт и ги видите имињата и презимињата кои се тамо, тоа се истакнати спортисти, меѓутоа искаче дека тој Совет за спорт и овој сегашен директор за Агенција за млади и спорт седи се фали со некои минати проекти.
За мене е несфатливо. Па тоа е проблемот што секој ден кој ќе влезе во политика веќе заборава кој е, што е, зашто е, каков е и станува една аморфна маса, една лигава маса. Материја. Личи на полжав. Децава го викаат тоа слајм. Обично се користи за дишење прашина. Децата го викаат слајм, а ние повозрастните го викаме шлајм. Иначе да ја поздравам женета Петровска од Прилеп. Здраво. Да кажам дека жената стварно ја почитува и ја цени психоманија. Драго ми е. И ете и она не поздравува. За вистината во Прилеп. Да. Во Прилеп има многу Точно, вистини, во веројатно. Прилеп има стварно работа, па да не претерам би требало да се преселам најмалце едно 3-4 години тука минимум, за да можам сите вистини да ги обелоденам во Прилепов. Така. Затоа што многумина, поготово вие што во Прилепов се бават со политика, можам да кажам дека седнат ли на политичкото столче веќе забораваат се што се потребите на народот. Апсолутно. Се сложувам со тоа, јас умеам да кажам политиката ги изеде спортските луѓе во Македонија, односно ги заборави кои се што се пред да станат влијателни или успешни спортисти. Некако сега кога ги гледам како влезени во политиката, прават муавет ради реда, се поздравуваат онака ради реда и дури самите не се свесни, например, за некои нивни потези кои ги особено прават во спортот. Види, во Прилепов овдека, Добро. значи покрај овој проблем со оваа сала, Добро. доскоро имаше голем проблем со фудбалскиот терен, Имаше проблем со стадионот. кој беше обраснат змијарник цел. Да. Пред некој ден некој пиша на Фејсбук дека прилепчени во буквална смисла ја извиркале победа Добро. клубот од Прилеп. Добро. Па се јавија други во коментарите дека не била извиркана екипата, него била извиркана овакво како се вика управата. Аха. Како можно. Значи кога ќе се свирка на стадион, се свирка на екипата, на играчите, не на управата. Каква врска има со играчите и утакмица? Па добро, управата диктира услови, носи играчи, дели финанси и оспособува сите тие моменти, например за клуб и така натаму, меѓутоа можам да ја разберам прилепската публика, да се разбереме. Која е во прашање стадионот кој го спомна, најфудбалски град во Македонија е Прилеп. Највеќе публика на стадионот има во Прилеп и тоа никогаш не е спорно. Ние како емисија многу пати додека пасеа крави на стадионот Гоце Делчев, правевме емисии, апели, одевме по градоначалници. Еднаш се обидовме дури да направиме дуел помеѓу Маријан и Муцето. Ми се чини да направиме еден ТВ дуел, да видиме зошто стадионот не функционира. Се јачаа на телефон, ја ќе дојдам ќе му кажам на него, ја ќе дојдам ќе му кажам на него, меѓутоа до Ни еден не дојде. не дојде на ни еден дуел, да, точно. Па тоа е ради стравот најверојатно. Ама се јачаа добро на телефон кога ги Ама праша. на телефон се сите јаки, поготово на Facebook, брат, мислам тука се и јуначишта многу. Да. Ама да искочат вака на камера, да кажат нешто, ама знаете, мисля дека од камерата искачаат зуби. Иначе Ова е за тебе веројатно прашање кој го гледам. Политика. земал 8 пратеници на СДСМ. Дали Бранко Црвенковски, ова е касапот од Малта, прашува дали Бранко Црвенковски земал 8 пратеници на СДС. Па не знам, брат, да ти кажам дали земал 8 пратеници на СДС, со обзир дека пратенициве на СДС се све само не се пратеници. Женета ни рече дека и она била джудистка. Браво, баш ми е драго, баш ми е драго. Одлично. Че само малце да вратиме видам. у коментари. Да. Политизиране фудбалот, вика, женета. Лјути беа на управата и на играчите. Аха. Да. Добро, може ради почетокот на резултатите.
Па добро, ја се мислам дека таа утакмица за која што беше коментарот, ја што го прочитав на Facebook, беше во време кога победила на оваква победа. Ево, Деви, поздрав Деви. Да, здраво Деви. Еве што ја вика увод во емисијата. На брзина, Томче, се наоѓам во Прилеп каде што сум со колегата Игор од телевизија Сонце, кој што ја води емисијата Пон Погодок, спортска емисија. Таа емисија е слично како мојава што е за политика, неговата е за спорт. Реков да го повикам затоа што во последно време често сме заедно, значи на настаните и цело време констатирам дека во спортот има политичка политика повеќе отколку спортска политика. Апсолутно. Што значи тоа? Ќе пробам и да те објаснам во ова нешто што го кажуваш. Повторно морам да напоменам дека последниве 5 години, мене ми е многу криво што морам да кажам, политиката ги изеле спортските луѓе. Јас, например, не ги препознавам од претходно кога сме разговарале, сме снимале емисии, сме седнале некојаш на кафе. Сега тоа оди некако многу потешко. И што е разликата? Разликата е кога стануваат политички обврзани, а спортски функционери, фала ти Деви, кога ќе станат политички спортски функционери, на почетокот се добри. Се додека не добијат незгодни прашања. Кога ќе добијат незгодни прашања, тогаш тука настануваат не проблеми во однос на ќе видиш ти такви работи, меѓутоа на проблеми недостапен, некомуникација, неповикување на пресови, затворени ти се вратите, имаш сопки и така натаму. Да, има еден проблем. Незгодно прашање нема. Нема, точно тоа ние го знаеме. Затоа што јас со прашање не можем да ти направам тебе да не ти е згодно. Може да ти направам да ти биде незгодно. Ама не можем ни незгодно да направам. Да. Затоа што јас ти поставувам прашање. Так. Тоа прашање ако тебе не ти се свиѓа или ако ти не си го очекувал тоа прашање, тоа не значи дека е незгодно прашање. Апсолутно. Едноставно, ја мислам дека треба да даде одговор каков било да е одговорот. Едноставно може да каже не сакам да ти одговорам на тоа прашање. Да. Значи незгодно прашање нема. Поентата е во друго дека кога ќе му поставиш ти што викаш незгодно прашање, неочекувано прашање кога ќе му поставиш, он го осеќа тоа лично. Да. Тоа е проблемот, што го чувствуваат лично. Токму тоа убаво го кажа. Не, они не може да разграничат функција која што ја објавуваат и он лично. Последен пример. Имаше спортска секција при Издружение на новинари. Да. Као што има и снимателска секција. Ете така. И имаше собир. Така. Се случува собирот, тука и директорот на Агенција за млади и спорт Наумчо Мојсовски, и се тече добро и нормално, сега ќе го откривам за твоите гледачи. Се до моментот кога ајде имате ли нешто да прашат, имаш и повеќе гости од факултет, не знам што, објаснување што значи спортски новинари, такви работи и тие некои моментуми, и кога дојде редот за прашањата за овој проблем кој денеска го спомнавме за џудо клубот се ичи. На Наумчо Мојсовски повторно го прашав две работи. Зошто се уште нема изградена сала за боречки вештини и зошто се уште на заслужените спортисти кои се во длабока пензија нема спортска пензија. Ја ветуваше за Драган Мутибарич, легенда на фудбалскиот клуб Вардар, и ветуваше јавно, дури и во Пон Погодок во емисијата, дека најскоро ќе направи сала за боречки вештини. И почнаа тука оштри погледи, некомуникација видов после тоа кога заврши тој собир на Сдружение на новинари, и од тогаш натака гледам дека немам ни мејлови за покана на пресна агенција за млади и спорт. Меѓу друго, тоа е исто како на Инфомакс, кога почна ковид кризата, кои ми скочивме со документи да ги прашаме, кога они сакаат да профитираат од респираторите што ги нарачува од Бразил. И од Бразил нарачува респиратори, веќе скоро утоварени во авионот, и он тврди вика нема таков тендер, нема таква набавка. Кога му ги покажавме документите, се прекина пресот и веќе од следниот прес беше ковид мерки да нема присуство на новинари во владата. Така.
Истото е и ова се твоево со Агенција за млади и спорт, каде што едноставно не те известува дека има пресконференција. Апсолутно. Ја мислам дека тука еднаш кога ти спомнав, се еве пак јавно ќе ти спомнам. Добро. Значи, кога за прес во Агенција за млади и спорт, можеш да се информираш и од колегите. Апсолутно, да. И кога нема да ти прати, тогаш му идеш на прес и му викаш, и ако не ме покани, како ја што викам, и ако не сум јас поканет, јас си дојдов на прес, сега да те прашам за тоа. Да, апсолутно, апсолутно. И тогаш ги поставаме ние прашање за да види како изгледа лично поставено прашање. Апсолутно, апсолутно. Лично мое, да го прашам лично него. Значи не како функција, туку како човек. Не знам која е потребата да се сваќаат лично работите во луѓе кои се поставени да служат на народот. Значи јас тоа така го разбирам. Јас на пример кога никогаш не би сакал, значи на таква позиција да сум, меѓутоа никогаш нема да го сватам лично ако било кој еден лош или погорд коментар ми рече, абе ти вети тука скала не ја направи. Да. Многу боли тој момент. Значи не само не треба да се, како да кажам, ветува и не исполнува. Да, ама ако не исполнил, сигурно има причина зашто не исполнил. Заборавив, немав пари, не можев, не најдов материјал, не најдов мајстори, не можев тендер да направи. Значи има зашто. И нема одговор пак. Разбираш, значи нема зашто да се љути, ти вети не исполнив. Ветив не исполнив заради тоа и тоа. Апсолутно, апсолутно. Апсолутно. А што се однесува Пошто, извини, тоа не е фирма на татко му па да може да прави што сака. Си има закон, има процедури, има 300 работи кои што он мора да ги спочитува. Ако не знае да ги почитува тие правила и прописи во функционирање на државна администрација, нека си даде само оставка и нека си дојде друг. Да, апсолутно. И во тој тендер за скала, и во тој тендер за сала, значи повторно ти има кешче за него, само што треба да размисли малку. Да. Мито секако ќе му биде даден. Кај нас нема се функционира на никој начин. Па за тоа викам, мито секако ќе му биде даден. Да. Сега ако е мито некој како мене, Бекрија, а чека има мито и бекрија. Па затоа викам, ако е мито некој како мене бекрија, така. Ќе му го каже планот митаджитски. Што се однесува, еве ќе спомнеме малце и ФК Победа. Конечно честитки луѓе, честитки Прилеп, конечно прва лига. Јас искрено сум многу горд што е во прва лига и што само може да придонесе за поквалитетна лига. Се надевам дека можда ќе имаат прва макотрпна сезона. Меѓутоа мислам дека ќе изборат на крајот опстанок. Така ми делува, иако се поминати само 2 надпревари, 2 порази, меѓутоа фудбалот е, луѓето не може да сватат тоа дека фудбалот е како и секоја работа. Кога стануваш са бајле у 7-8 годишна работа, било која професија да ти е. Ако си градежен работник, дека треба да работиш тоа. Така и со фудбалот. Стануваш, работиш, одиш административно, гледаш што е врските, се прави тренингот, гледаш што можеш да подобриш во текот на тренингот, перформанси на играчи, дали бараш подобри играчи, колку ти се финансиите, управата на клубот бара финансии и така натаму и така натаму. Тоа е проблемот кај нас што многу клубови не може да разберат дека фудбалот не, бе што ќе одам на стадион. Да. Добро бе, што ќе правам ова? Значи не можеме да го фатиме тој терк. Згора на срце има клубови кои функционираат добро, меѓутоа одејќи по нашиве клубови гледам дека кај нас уште некако као да е табу тема, као да се гледа као, знаеме ние како треба и така натаму и така натаму. Да, повеќето од клубовите знаеме како треба, ама немаме пари, немаме спонзори, немаме немаме пари. Ако знаете како треба, тогаш би требало да знаете и дека треба, ако вие не знаете како да обезбедите спонзори, да обезбедите менаџер на кој што ќе му даете 2-30% провизија како што треба и да обезбеди средства за клубот. Апсолутно, апсолутно. Да најде спонзори, од средствата што ќе ги обезбеди за клубот, 30% се за него. Апсолутно, апсолутно, секој случај. Има многу математики во водењето на фудбал, меѓутоа и проблемот во друго е што функционерите во управата, разбираш, едноставно
се замислуваат некој дека се некој нешто, па барањето спонзори им е просјачење. Да, точно. И они очекуваат од Господ, од небо, луѓе сами да дојдат, слушај, јас сакам да ти бидам спонзор, кажи, уствари не кажи колку сакаш, еве милион евра. Така. Има многу проблеми во спортот. Многу работи може да почнат да се решаваат, меѓутоа на многу проблеми во спортот, многу политиката е една од поголемите пречки. Вака е некој додатно светло. Додатно светло да изведам, затоа што овдека веќе се стемни, а во могилова светла нема. Чекај. Да пробам нешто, сега импровизирам моментално. Ајде додека местиме со импровизација. Гледам дека Деви уште е тука онлајне. Деви, како ги видел вие два надпревари на победа? И една оценка у коментар ако можеш да дадеш. Нешто што фали, не фали. Гледам дека денеска се актуализира 2 засилувања за победа. Претпоставувам дека се од Нигерија, па може ќе дадат сега поголема свежина и поголем тон на клубот. Да, иначе женета има еден коментар, рече ама проблемот е се зема одштета од нас или од децата, па спонзори, па невладини. Значи, одштета не знам зошто би се зимала, освен ако нема подпишано договор. И во договорот да пишува дека ако си замине од клубот, дека мора да се плати одштета. Па добро, по договор ако е, треба. Меѓутоа проблем е што има моменти на луѓе, имаме шетари многу, вика дај ми 3 до 5, 10 000 евра, твоето дете ќе игра за U16, 18, 21, да. Пример за некоја од фудбалските репрезентации. Така, Арна, мене кога би ми кажал пари, да, мене кога би ми кажал така, јас би го фатил за врат и би му кажал нема да добиеш од мене денар, а пробај моето дете да не игра или да не го оствари тоа ти што ми го кажа сега ако ти дам пари. Тешко оди. Томислав Томче Бојаджиевски прашува, мојот тетекс ќе го биде или ниту во отпад не може? Тешко оди, искрено за тетекс, од она што го знам како информација, искрено е жално, ако некој добро ме следи од тука, 92-93 надпреварувачка сезона во фудбал. Во прва и во втора лига во Македонија има 38 екипи, 38 стадиони, половината од нив се со назив градски стадиони и она што е најинтересното, 99% носаат називи на застапеност на, како да се изразам, а да не повредам ни една нација, меѓутоа останати оние братство, единство, македонски екипи, братство, убиство. Да. Сега од тие 38 екипи, правејќи анализа од 92-93, околу 15 тимови не постојат и ги нема. И сега кога прашаа за Тетекс, например Тетово има Тетекс, има Љуботен, клубови кои така добро се смислени во Тетово да пропаднат, да не може да функционираат, за некој друг добро да функционира. И тоа е некако, кој ќе направиме една паралела наназад, момент на една голема стратегија на газење на спортот во однос на ти нема да постоиш, јас ќе играм, јас ќе бидам фактор. И моментот гледаме дека кои клубови се фактор кога е во прашање фудбалот во Македонија. Девид и само треба трпение, ти добро кажа дека ова година ќе се помолчам. Имаме идеја како да се финансира клубот, само треба да се да, ќе биде тешко, меѓутоа, знаеш како, се беше добро и лесно, Деви, кога, знаеш како, луѓето не може да разберат и втора лига и сега влеговме во прва лига. Никој не го гледа проблемот наречен влеговме во прва лига. Повеќе финансии, повеќе работа, повеќе квалитет, повеќе ангажирање, повеќе луѓе треба. Сам клуб не може никој да води. И тоа е факт. И луѓево некако гледам дека, добро, не почна, Бог зна колку слабо работнички, можда
почна најслабо, меѓутоа со тек на време јас сметам дека ќе се исправат работите во резултатска смисла, меѓутоа обстанокот значи поголем ангажман следната година за победа. Значи кога веќе обстанале, да речеме дека ќе завршат 7, 8, 9 пример, следната година веројатно мотивот ќе биде поголем и ќе сака повеќе да успее. Знаеш, сите кога влагаат од втора во прва лига, првично викаат готово влагаме во Европа. Не се стига, многу фактори е тоа за еден клуб да искочи во Европа или да биде конкурентен за титула. Не е само на терен, има тука и малку политика или многу политика и многу други фактори кои влијаат да некој тим може да го поднесе тој товар низ текот на целата година, да биде континуирано добар и да искочи во Европа. Ја би те прашал уште нешто околу фудбалот. Утре играат Шкупи. Да, утре играат Шкупи Балкани, плейоф надпревар од Лига на конференции. Тоа е добро апсолутно за Македонија. Како што го викаат албанците, или Рида и Косово. Добро, навивањето го кажав тоа и во минатите емисии. Збора да нема национализам, национализмот го слушам на трибини, го слушам и од навивачите на Шкендија, го слушам и од навивачите на Шкупи. Проблем дојде кога сме веќе кај навивањето. Многу голем проблем е кога македонски навивач ќе каже нешто на национална основа на фудбалски терен. Не е тоа ништо и не е тоа голем проблем кога албански навивач ќе каже на национална основа на фудбалски надпревар. Мал се подошо од што го кажал македонецот. Да, тоа не е ништо и да. Тогаш нема ни надписи, нема жалби, нема поплаки, меѓутоа има поплаки. Казни. Да, има поплаки кога е да речеме мајмуни, комити, војводи ќе се изразат така. Згора на тоа, последните 2 години македонските навивачи на национална основа, ја каде што сум бил на трибина, немало никаква таква парола гласна, викната на фудбалски надпревар. За жал, ја видов низ европскиве надпревари другата слика каде што сакаат да функционираме, ама ние на стадион ќе си викаме се што сакаме, ама вие не смеете. Да. Затоа што ние ќе бидеме многу повредени. Да. На некој начин. Да, ние можеме, тоа му искаше као дете, доаѓате, закача и му викаш, абе, мани ми се од мене, да. Значи не го удираш, него мани ми се од мене и оно трча кај тато и кај мама и вика, овој батко ме тепаше. Да, да. Ова сум го разговарал со повеќе колеги, да. Со албански колеги, функционираме со албански колеги, нормално седиме, пиеме кафе, одиме на гости, ми доаѓаат на гости и кога ќе дојдеме на оваа тематика, свесни се дека не е добро, меѓутоа нивниот коментар е тоа е нешто што овој момент ние не можеме да го запреме, нешто што у овој сегмент не може да се контролира. И жална е сликата дека искача дека македонските навивачи се голем проблем и некој ги контролира, да не смеа да извикаат ништо, а еве континуирано викаат. Да, може да си прават што сака. Така делува. Да. Иначе, уште не ми каже за утакмицава. Да, Шкупи Балкани ќе биде интересна утакмица. Зошто? Затоа што Недерим Неджипи и Артим Положани се македонски фудбалери кои се во управата на клубот. Балкани кои ја прекина големата доминација тамо на веќе актуелните шампиони во Косовската лига. Оваа година имаат можност или Шкупи ќе испише, историја, или Балкани. Интересно ќе биде доколку утре надпреварот заврши со некој солиден тесен резултат. Тоа нешто што не се пропушта од надпреварувачки аспект, па и од навивачки аспект, значи тотален респект. Ние покажуваме уште еднаш што треба да се оди, да се проследи и да се види кој од двата тима ќе успее. Знаеш, често пати сум критикуван, апе ти даваш многу поддршка, иако на некој начин ние клубови, ние македонските клубови, македонски навивачи во некој случај се чувствуваат, гледам дека се почувствуваат погазени или изгазени, меѓутоа се обидувам да не го гледам тоа, да го најдам оној спортски аспект, знаеш, иако е тоа Шкупи, ќе одиме во Приштина, сепак се работи за македонски клуб, ќе даеме поддршка, ќе одиме да го проследиме таму над преварот. Меѓутоа,
да биде возвратено кога е утре, да речеме Победа, Тетекс, не знам кој, ќе го има истиот начин, дојдете и вие дајте ни поддршка. Колку што дадоа на Скендербек поддршка кога го свирка македонскиот јазик. Да, добро, тоа беше голем пропуст. Па го свирка буквално навивачите на овие шверцери, како ги вика овие другите. Проблем е што мислам дека секаде има контролирана тензија на провокации. Едните можат повеќе, да не бидам вулгарен, да се понашаат, да не кажам зборот на К. Или да се цепаат. Да, а другиве може помалце, и ако другиве повеќе претераат, тогаш е тоа контролирано, дојдите и у полиција, дојдите и у станица, зошто ви преше овие работи и така натаму, додека еве видовме дека од другата страна буквално се е дозволено. Така. Женета пише дека базените исто биле приватизирани. Ја би кажал дека и да се приватизирани без разлика, мислам, и по мене е подобро што се приватизирани, затоа што ќе бидат посредени, почисти, потака, но за да биде сето тоа посредени, почисти, за да може да се одвива спортот тамо, мора да се има закон. Значи, они ворете дека се приватизирани супер, арно ама мора да се има правило дека иако е приватен базенот, за да работи како базен, мора да има обврска дека тој базен во текот на денот мора да овозможи најмалце 12 сата тренинг, активен тренинг на спортисти кои што се занимаваат со спортови во вода. Ватерполо, ова пливање, уметнички, оние како се викаат, што рипаат, уметничко пливање. Значи, за сето тоа мора да се направи закон и проблемот е во законот. Да, значи не е проблем тоа да се приватизира. Проблемот е што одреден период или на стартот кога се приватизира сали, базени и такви работи, прават енормно голем профит и после некое време тоа стагнира, односно оние што го приватизирале од толку профит се тргаат од тој сегмент на, ако сум земал базен, ја веќе не ми треба ова, сега да гледам да го дадам на некој друг, ме разбираш? Да. Ама разликата и должностите да ги оставам на тој што сака да ги земе. Да. Не е проблем толку приватизирање, колку што сметам дека нема доволно спортска инспекција по училишта, по федерации, и потребата од Министерство за спорт е многу поголема, со многу поголема контрола за спортско надпреварување и спортски достигнување, односно да се контролира што се работи на часовите по физичко. Јас бев на 2 пати, побарав да снимам часови по физичко воспитување, сакајќи да направам споредба како се работело во некое минато време по часот по физичко воспитување и сега не ми беше дозволено, требало да барам посебни дозволи од општина. Да, дозвола од општина, треба да бараш дозвола од родители, треба да бараш, не знам, 300 работи, тоа не е проблем колку што е проблем незнаењето на директорите на училиштата, пошто се ставаат директори по партиска линија, значи буквално овој ми е партиски лојален, без разлика што нема авторитет кај учениците, без разлика што нема авторитет кај колегите, без разлика на ништо, он ми е мене партиски активен и он ќе биде директор. Најверојатно ќе треба сега дозвола и дома кога ќе бидеме да одиме во тоалет. Да побараме. Гледаме дека тенџериња, струја, вода, да, бањите ќе треба да готвиме зимово. Некако така слушнавме дека гледаме дека така да работи. Ја мислам дека тој проблем е околу како да кажам, да не бидам груб, неписменоста, туку до глупавоста на тие директори на училишта кои што си наоѓаат оправдување зошто и како да спречат новинарска екипа да влезе и да му го снима училиштето, а секој еден прилог за училиштето е реклама за истото училиште. Апсолутно. За да се покаже дека тоа училиште работи и ги образува децата. А вака со забранување и со 300 милиарди оправдувања давање, значи дека во училиштето справат се друго, само не образуваат. Уште еден проблем. Еве, сега напоменавме, кога го спомнавме над преварот
Шкупи Балкани. Играат нели македонска, условно кажано за Шкупи тоа е албанска екипа и косовска екипа. Состојбата на градскиот стадион во Скопје, Филип II или Арена Тодор Проески, како сакате, условите за теренот е катастрофално. Зошто велам ова? Затоа што и АИК и екипиве кои продефилираа низ оваа година низ европскиве надпревари, оној што го води оној дел од застопенисување, јавни нели објекти да за стопанисување, одговорот од вработените беше сега имаме нов директор, валја ќе се поправат нештата. Нема директор, не се работи на градскиот стадион во Скопје. Не се одржи. Да. И имаше случка сега кога играа Шкендија со АИК, од АИК бара додека беше официјалниот тренинг да тоа биде наводенет малце терен. Доаѓа човекот кој работи во стадионот, вика не смеам да го наводенам. Прашањето беше зошто? Објаснувањето е следно дека не работи дренаж. Не, утре треба да се игра надпревар, тревата е во катастрофална состојба. Ако ставиме вода, за утре теренот ќе биде премногу мек. Значи, да, бусено тревата неодржувано, што значи дупка до дупка во состојба се на полувреме и тренери, помошници тренери и луѓе кои работат во стадионот ги видов на полувреме како ги покриваат дупките, ако изваден бусен парче трева, местат, да го вратат назад, да го отапкаат, да го наместат, што значи јас не ми е јасно и како сега можда УЕФА ќе прогледа, утре да се одигра надпревара. Најверојатно како претходно една утакмица што имаше голот која беше помало за 2 цента. Да, тоа беше на Шкендија со Тотенхем, го приметија точно, да. Така беше ситуацијата, кај што голот беше некои 2 сантима во внатре. Да, во бусем, во трева влезен и беше интересно што одма го приметија од играчите на Тотенхем, баш се сеќавам, да. Голем проблем имаме целосно со спортот. Проблем е што мене се обидуваат да ме убедуваат дека сето тоа е добро. И верувам дека јавноста види дека еден Михајло Михајловски, кој е бард на ракометното инвестирање на РК Вардар, кажа со имиња и презимиња луѓе кои го тапка кога Сергеј Самсоненко замина од РК Вардар, да го земе клубот со се долгови, ние стоиме позади тебе, сега искача ова кока Батеване, вика Батеване со тебе сме, Батеване се врти, Бог да го прости, нема никој позади Батеване. Сега нема позади Михајло буквално никого тие што му ветува. И Мок, и некој Заев. Така да ја ти го кажам бе брат. Да. Заев, Зајче беше на прес, кажа дека ќе го помогне. Така. Помогнаа многу, никој не помогна. Така. Се утепа Шилегов со некој ако помогнал со оние 500.000 денари и сега даваш 500.000 денара за 500.000 денари, значи да преведеме у евра. 90.000 евра. Тоа се околу 9.000 кој ја евра. освои втората ракометна европска титула. За клуб каде што само на играчите, значи искаче дека на играчите им дал по 700 евра бонус. Да, народот прави, народот менува, така можеме и со спортот да менуваме, како и во политиката, веројатно така и во спортот. Да. Игор, пошто веќе се стемни брат, а ја уклучив и телефон и батерија, и све гори. за да имаме барем малце светло. Еве на могилата работи само една бандера. Па да. А јас тука се наместив очекувајќи дека ќе работат и другите бандери, па викам и ако се стемни ќе има светло. Мора на струја да се штеди, гледаш. Па гледам ја дека се штеди, ама бандерите на улица на Света и денски кога седнавме тука. Да. Нема везе. Ова беше Психоманија 11, која што ја направи во Прилеп, градот на непобедените, градот Херој, во могилата на непобедените. Стадион со најево име во Македонија. Да. Фудбалски стадион Гоце Делчев. Така. Тоа е нешто што не може никој да го одземе во овој момент. Така. Тоа е што се брани со живот моментално. И да кажам дека во Прилепов денеска пробав да бидам бугарски новинар. Да, точно. Таа снимка ќе ја пуштам кога се вратам у Скопје, пошто ја снимав со камера. И ми беше страв да прашувам беше пошлекан. Да,
Чуди бе? Добро се извинувам. Ми беше страв да прашам машко и прашав едно девојче да го попитам и девојчето ме пошљака. Така да таа снимка ќе биде многу добра, ќе ви ја покажам. Мислам дека и вие ќе бидете видно изненадени како реагираше девојчето кога го прашав дали може да го попитам. Да. Фала многу што ме гледавте. Бидете поздравени задутре или задутре петок. Добра, да, Така, утре, за утре. или задутре или во сабота ќе има повторно Психоманија 12. Поздрав, лека ноќ, да е жива и здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови. Амин.